Владо Димовски, представник на Прогресивниот образовен синдикат, гостин во ова наше интервју. Учебната година започна, овој пат започна за среќа без маски, без ковид протоколи, но за жал без учебници. Офатени се неколку генерации, офатени се 4 генерации. Позната ви е сликава, господин Димовски? Па, Вие како представник од образованието? Оваа слика со учебниците е стара, не е од сега. Мислам, во образованието во Македонија учебници нема печатено за сите ученици и така натаму, можеби 10 години. Уште па не 10, али нешто помалку од 10, уште од времето на Спиро Ристовски, кој беше заменик министер и така натаму во Министерството за образование. Тогаш се отпечатија тие фамозни учебници бесплатни и така натаму, со многу грешки, со многу фалинки и така натаму. И од тогаш само нешто се поправа, се допечатува, се доправа и така натаму. Јас немам видено на последниве години дека има некој јавен оглас за печатење или изработка на учебници. Дури голем дел автори на учебници по одредени предмети и така натаму, или по одредени области кои имаат поднесено учебници до Министерството за образование, односно педагошката служба во Министерството за образование, се уште стојат, немаат одговори и така натаму. Дали тоа се нема пари за тие учебници, бидејќи ако се сеќавате и вие и веројатно и гледачите, јас многу се сеќавам дека 1.600.000 евра 600.000 евра беа надворешни средства, донација за учебници да се отпечатат тие учебници тогаш. Сега дали не може да најдат донација или па државата нема пари за она што е најпотребно во моментов во образованието. И мене ме чуди како започна учебната година на време, иако не е во период на пандемија, иако не е во период, да речеме, на некои вируси и така натаму, она што вие го спомнавте, без маски, без она, а започна со учебници. Напротив, учебната година не смее да започне без учебници, а може да започне со маски. И со физичко присуство и така натаму. Не се погрижи државата, како држава зборува. Министерството е можеби најмалце виновно во целата таа работа. Ке збориме подолу. Во таа ситуација не се потруди државата да го искористи периодот, да речеме, на онлайн наставата, да направи една концепција или да направи учебници кои во наредниве 10 на 15 години нема да се менуваат. Сакате да кажете периодот на онлайн настава да се искористи за она што ни недостасува, за да ги покриеме недостатоците? Апсолутно. Не бидува ли? Образованието е рак рана во општеството. Кога и да говорите за спорните прашања, за главните проблеми во државата, тука е некаден. Прво, второ место го зазема, после здравството, ако не. Па не, најлесно е да ја уништите државата ако го уништите образованието. Так. Мислам, тоа е најлесно, апсолутно. Мене ми е жал што во образовниот систем во Македонија до сега ниеден наставник не го водел. Значи, наставник не го водел образовниот систем. Го воделе академски професори, универзитетски професори и така натаму, или што ја знам, некои правници кои наместо со закони да се занимаваат во делот на правото, се занимавале со учебници или со, што ја знам, учебници по биологија, по хемија или по општествени науки. Добро, ама наставник нели е деградирачки да го води образовниот систем? Ова зборам сега малку како сарказам. Деградирачки да, затоа што тој наставник бил наставник на тој што го води, нели? Затоа што ние веруваме во академските кадри, а колку се тие навистина стручни и колку се тие елоквентни за тоа што го работат. Не може квалитетно образование да спроведе, да реализира министер или заменик министер или директор на биро за образование и така натаму, и што ја знам другите образовни институции, кои не држал дневник во рака. Тоа е мое мислење, длабоко убеден сум во сето тоа. Онај кој не влегол на час во основно или средно образование, каде што се стекнуваат основните знаења, не може да води образование.
Поготово што во образовните институции имате советници или стручни соработници или државни секретари и така натаму, кои исто така не се од фелата на наставниците. Или оние кои сепа не можат да дојдат до израз. Мислам, има способни кадри, апсолутно. Јас бев во Министерството, ги знам состојбите и така натаму, но оние кои сакаат да има напредок во образованието не може да дојдат до израз. Велите дека ги знаете состојбите во образованието и претходно напоменавте дека можеби причината за ова што ни се случува е, да речеме, немањето пари. Како може државата да дозволи да нема пари токму во овој ресор за печатење на учебници, за она што е горливо прашање за младите генерации и зошто е дозволено да дојдеме во ваква ситуација пред стартот на учебната година? А самите велиме дека време имаше колку сакавме да се подготвиме. Време има и сега. Значи, ама е предосна. Образованието, затоа што тоа ќе биде на грбот на учениците и на грбот на родителите. Образованието во Македонија тоне некаде уште од пред 25 години почна да тоне. И веќе го достигна дното, дури е под дното. Може да се погледнат резултати на меѓународни надпреварувања, може да се погледнат резултати на Шангајска листа и така натаму. Не, нема никаде на Шангајска листа, да. Исто ја знам. Образованието како образование не е веќе образование. Ние во образованието имаме, нека не ми се наљутат моите колеги и така натаму, имаме колеги кои се несоодветни за во образованието. Имате колеги наставници кои со средно образование држат по 4 до 5 предмети. Затоа што наводно нема кадар. Нема кадар, а дипломи се штанца, се издаваат и така натаму колку сакате. Го нема тој квалитет во образованието. Квалитетот опадна, викам, 25 години наназад, секој кој како ќе дојдел во државата, образованието му било на маргините оставено. Се гледала, не знам, економијата и таа е веќе на дното, се гледале меѓународните односи, се гледало меѓународниот развој на државата и така натаму. Значи, сме оделе секој пат, секоја власт доаѓала на власт за да чисти туѓи дворови, оставај си го ѓубрето во сопствените дворови. Така да на образованието му треба огромен рез. Огромен рез. Значи од корен. Апсолутно. Дали имало, немало учебници, и тие што ги има не се соодветни учебници, и тие се со огромни грешки, и тие се учебници кои имаат, имаме нови учебници, па нова историја и така натаму. Образованието не се темели на одредена историја која вие ново ќе ја смислите. Или кој ќе ве натера некој да ја смислите таа нова историја. Образованието е темел на една држава и тој темел ако почне да трули, државата каде ќе оди? Ама по она што кажувате веќе 20 години наназад, значи кај нас е иструлен системот. Јас затоа реков и под дното е образование. Ајде да речеме учебници по историја ќе нема учебници по македонски јазик, нема учебници по математика, ќе немало скрипти, велат од Министерството за образование и наука. Добро, меѓутоа ќе има некакви си помошни материјали, како што јас слушав деноиве, како што беше изјавено од властите во тој ресор, и тоа, да речеме, една книга со 4 предмети. Како е тоа можно? Како е тоа дозволиво? Знаете што, многу измешани работи се во делот на образованието, каде што ако е една книга со 4 теми, предмети и така натаму, ние имаме наставници кои предаваат по 5 предмети. И се ако тој има 5 книги со по 4 предмети и така натаму, како ќе стигне да даде квалитетно образование на тие деца? Денеска не е приоритет знаењето, не е приоритет квалитетот на учебниците, денеска е приоритет трката по оценки. Значи трката по оценки. Јас се сеќавам на мои години,
мене ќе ми ја даделе торбата и то во тоа време јас потекнувам од селска средина. Не носевме ташни ранци со не знам какви цвеќиња, него шиена торба платнена, ќе ти ја дадат на рамо и ќе ти кажат си го знаеш патот до училиште. Сега имаме балони за првачиња, имаме кафани за кажување, не знам, имате скари правење, као да нешто, не знам што се десило. Свечени манифестации, да. Помалце имаме свечености за дипломирање, затоа што се девалвираа дипломите со купувањето на дипломи по разни универзитети. И тоа го нарушивме. Го нарушивме. Помалце имаме славење и свечености за дипломирање, отколку за одење во прво оделение. Дајте ви се молам. Мислам, на што ги учиме тие деца? Од старт. Го спомнавме кадарот. Рековме дека имаме, така речено, дел од тој кадар е несоодветен. Каде лежи проблемот? Вие како човек од образованието, кој што ја пратите, да речеме, оваа проблематика, колку политиката има замешано прсти во сето ова? Колку се партиските војници и полтрони активни во тој ресор? Многу во тој дел. Не се воспостави пракса да во јуни месец се согледаат потребите од секој јуни се согледаат потребите од наставен кадар. Се согледуваат потребите од наставен кадар во септември месец или во август месец и така натаму. Некој си заминал, си отишол во странство или се пензионирал и така натаму. Прво е многу тешко да добиете согласност на место пензиониран просветен работник да вие вработите на неопределено. Мора на определено да го вработите и тука ќе си вработите. Што е неизвестно. Партиски кадар ќе си вработите, некој партиски војник кој трчкал ВЛ знамиња по избори наваму натаму, ќе го вработите, иако е со несоодветно образование, но имате можност како градоначалник, како директор на училиште од кога се децентрализира образованието, имате можност да вработите за итни и неодложни работи. Кои се тие? Образованието итна и неодложна работа е. Образованието е систем. Не може да биде за итни и неодложни работи. За итни и неодложни работи можете вие да земите градежен работник, нека не ми се нагледат градежните работници, ако некаде се сруши од зидот и тоа е итно да се поправи. Или некој дефект и така натаму. Итна и неодложна работа не е процес на образование. И сега доаѓате во таква ситуација во септември месец, се сменила гарнитурата во општината, власта. Градоначалникот вика, да, јас имам своји луѓе, чекај, овие што на 31 август им завршува договорот на определено време, тие нека си бараат работа некаде, тие кај што ги вработиле, него ние ќе вработиме други. И тука е проблемот. Ние имаме околу 5000 наставници на кои завчера им заврши договорот. Им завршија договорите. Дел од нив им се продолжија договорите на определено време, зборувам, на дел не им се продолжија. Немате трансформиран работен однос, можеби со години. Без разлика дали исполнува или не исполнува услови. Оние кои исполнуваат услови, нема што вие да оценувате комисии дали е подобен, не е подобен. Ако тој работел 2 години, сте требале да утврдите во тие 2 години или 5 години, има наставници кои работат по 12, по 13, 15 години на определено време. Ако за 15 години не се утврдило дали е подобен или не е подобен, да не зборувам партиски, него дали е соодветен за оно што го работи, сега вие ќе го оцените дека тој не е соодветен после 15 години. По него треба да му дадете решение на неопределено време, ако има доволен број на часови, а имал, бидејќи со години ги држал тие, ако има полн фонд на часови или половина фонд, така стои во законот, со најмалку 10 часа се дава таа трансформација, вие треба да го трансформирате и да си продолжи со образованието. Да продолжи да ги учи тие деца. А не после 10 години ќе му кажете, извини, ама ти не си од нашава партија, ти ќе си одиш, ќе дојде некој нов, и ајде сега нов, и образование ќе имаме. Немаме образование, апсолутно. Се забележува недостиг на кадар. Многу е актуелно, например, луѓето од, да речеме, информатичкиот сектор, наместо, да речеме, часови за информатика, бегаат во странство или работа дома, онлайн, а заработуваат, да речеме, троодупло повеќе од една наставничка плата. Министерот вчера се фалеше и деноиве се фали дека
платата на наставниците се зголемува за 15% и така натаму. Меѓутоа се поставува Ова како прашањето. смешно ми го кажувате? Како сакате, сватете го. Како сакате, сватете го, јас се прашувам сега. Што значат тие 15% во услови на она што денеска ни се случува во општеството од областа на економијата? Имаме енергетска криза, имаме здравствена криза, имаме како се вика, топлинска криза и така натаму се најавува тешка зима, 15%, а инфлацијата е далеку. Ќе се вратам на првите ваши спомнувања. Значи, нема кадар. Во образованието, ние физичар и математичар немаме долги години. Затоа што на природно-математичкиот факултет, на групата за физика или институт за физика, математика и така, не знам како се вика, сеќе нека ми простат, нема ни еден студент. Значи, нема ни еден студент запишано. А пред некоја година имав можност да се сретнам со колеги, помлади и така натаму, кои раскажуваа кога отишле пред 7-8 години на физика да се запишат, што вие физика ќе се запишувате? А зошто така? Демек работава. Никој не иде на физика, са вие сакате на физика да доаѓате. Немаме, значи, таков кадар и информатичари веќе со финки ги има многу, ги има информатичари со разни курсеви и така натаму, но за кои пари би работеле во образованието како стручен кадар? Дури и физичарите, дури математичарите, дури оние јазичари и така натаму бегаат во странство, ќе работи подобро гипс картони по Словенија и ќе зема 120-150 евра дневница, него ли да седи овдека за минимална, за основна плата во образованието е, најниската плата е 16.900 и нешто денари. И сега тие 15% кои се фалат, државата ги даде и така натаму, ги даде после, ако не беше штрајкот, немаше ни тоа да се случи, ако не беше бунтот на наставниците, немаше ни тоа да се случи. Пазарења во делот на зголемување на плати, не смее да има пазарења во образованието, луѓе. За какви пазарења зборуваме? Па пазарења ќе ви дадеме толку како на пазар или ќе одземеме толку. Па сакаме, наставниците сака прво со штрајкот, не знам, 45.000 денари плата, па спадна на 18,4, па дојдоа Министерството даде 12, па 15. И нели е тоа пазар? Нели е пазар? Не, затоа што ова ве прашувам, затоа што имаше коментари. Само дозволете да завршам. И сега веќе имате на основната плата во основно образование 15% се 2550 денари некаде. 2550 денари зголемување во ера на инфлација од 15%, што ви значат? Со што го наградувате квалитетот на наставниците, ја наградувате квалитетната работа? Не, ја девалвирате. Ја девалвирате како држава. Дури и она што државата, не знам зошто, троши многу пари непотребни. Знаете дека има над 200 и нешто, околу 300 некои си агенции, секакви, така натаму советници, секакви, што ја знам, кои земат за џабе пари, така речено. А не се потруди да го спроведе законот за минимална плата. Веднаш кога се донесе. Веднаш кога се донесе законот за минимална плата, на кој Сојузот за синдикати работеше макотрпно и успеа да го донеси до собраниска расправа, да се донеси тој закон и така натаму, да издействува дури грейс период за усогласување од 6 месеци, ни тоа не го испочитува државата, иако го донесоа законот, значи не го испочитува, не се усогласија во јавниот сектор. А во јавен сектор спаѓаат и просветните работници. Така. Нели? И сега, во моментов, државата, дали тоа наверно го прави, не знам, или па има премиерот лоши советници и министри наоколу него, што не му кажале дека сега кога јавниот сектор ќе се појави со тужби, а најголем работодавач е токму државата, со јавниот сектор, по законот за минимална плата, тогаш каде државата ќе оди? Од каде ќе најде пари? Да, ама се чини дека и синдикатите
сите закани како да тонат во вода, затоа што излегуваат, се закануваат, ама на дело нема некои екстремно добри резултати. А знаете што, јас затоа реков... Или битката секогаш продолжува. Затоа реков дека синдикатите не смеат да служат како средство за подкусурување и пазарење. Синдикатот е синдикат. Држава која има јак синдикат е јака држава. Ние немаме нити јаки синдикати, нити имаме држава во моментов. Знаете ли што значи 68, 69, 70 илјади вработени се членови само на Сојузот на синдикати. Имаме околу 30 членови на другата конфедерација. Имаме 5-16 илјади во третата конфедерација и така натаму. Знаете ли што тоа значи? Тоа се 100 илјади вработени. Ама затоа велам, и цело време сте... 100 илјади вработени како синдикати да се сплотат и да излезат. Па ние тогаш ќе правиме држава. Сега не правиме држава, сега правиме пазар со синдикатите. Не смее синдикат да се пазари, нити државата па да им понуди пазар на синдикатите. Пазарењето е погубно, ако сега зборуваме само за образованието, е погубно за образованието. Вие да се пазарите со академски граѓанин, со човек кој воспитува генерации, да се пазарите за неговата социјална судбина, извинете, тогаш не треба да ја водите државата. Господин Димовски, колку председателите, представниците, да речеме, од повисоките ешалони на синдикатите се пазарат во сопствен интерес, за сопствена сметка? Оти јавна тајна е дека и самите синдикати меѓу себе си вадат очи и се напаѓаат. Овој вели зградата на ССМ си ја приватизира за сопствени цели, си ги издаваат канцелариите, си печалат на своја сметка и така натаму. Преговараат со владата, ама пак преговараат за своји сопствени интереси, така ли е или не? Не би се сложил со одредени работи, не во полза на Сојузот на синдикати. Ние имаме многу такви организации во Македонија кои имаат имот затекнат од поранешно време, од времето на другарот Тито и кои им останат. Каде ви е Сојузот на пензионери? Знаете колкавен имот има Сојузот на пензионери, колкавна членарина? Огромна. Еден од најбогатите. И за секои избори се пазарат со партиите. Каде ви се политичките партии кои наследија имот? Од кого го наследија имот политичките партии кога се формираа во 90-та година? А здруженијата на граѓани не можат да имаат, да речеме, имот. Синдикатите кои после тоа се формираа не можат да имаат свој имот и така натаму. Зошто? Ама знаете, во тоа поранешно време челниците на синдикатите најмногу заработуваа. Така речено. Па и сега. И сега? Да. И сега најмногу заработуваат. Имате, ако ја споредите платата на синдикален лидер во образование со наставникот, извинете, ама тоа е дупло, некаде тродупло и така натаму. Мислам, која е логиката ако вие не ги застапувате правата и не се борите за правата, се пазарите за правата на работниците, да имате два пати поголема плата. Или да бидете професионалец во синдикат. Јас не можам тоа да го разберам. Професионално вработен председател во синдикатот. Зошто? Зошто би бил професионално вработен во синдикатот? Од наставник сега ќе дојде да биде професионално вработен во синдикатот, за да зема 2 пати, 3 пати поголема плата од својот колега кој до вчера работел за да го билда своето конто. Со него, за да го билда своето конто, за да може не се добива авторитет и не се стекнуваат поени со поголемата плата. Значи, со борбата за правата на своите колеги се стекнуваат одредени поени, па и бенефици. Нека има одреден хонорар за дополнителното ангажирање. Ама нека има платата на наставник. Зошто било професионалец? И ги имате по 10, по 15 години на едно исто место. Дајте ме молам, мислам. Која е, каква креативност ќе има за 15 години?
и каква желба ќе има за борба за работничките права. Без разлика дали е во образование или било каде, во синдикалните организирања. Каква И е токму вашата... заради тоа ни се случуваат турбуленции, се сеќавате во Сојуз на синдикати се случуваат турбуленции? Да. Се случува. Затоа велам, ги паметам тие времења. Во каква корелација сте со СОНГ? Тука уште малку се задржиме на нивото на синдикатите и пак ќе се вратиме на... Прогресивниот синдикат Им на признавате образование, успех по она што го испреговара Прогресивниот со владата? синдикат на образование, значи во самиот старт ја даде поддршката на СОНГ за штрајкот на просветните работници. Ама и нешто се препиравте. Прогресивниот синдикат не се препираше. Значи јас во неколку емисии каде што гостував и така натаму кажав дека имаше многу повеќе прашања од новинарите, од јавноста и така натаму, зошто Јаким вака прави така. Јаким не го прави СОНГ, да се разбериме. Мене Јаким ми е колега, во исто училиште работевме и често пати зборувам, не можам да кажам лоши работи за него како колега. СОНГ не го сочинува еден човек. Значи, СОНГ има совет. И сите тие таму се заседнати со години. И тука е проблемот. Имате регионален представник на синдикат, кој 15 години е регионален представник, затоа што зема работи во училиште, ама си зема и одреден хонорар и така натаму за тоа што го работи. Ама 15 години е луѓе. 15, 10, 12. Нема тука креативност во делот на активностите. По една права линија се тера и тоа е тоа. Тука треба да се организираат тие регионални канцеларии со своите колеги, анимирање, што повеќе членство, што повеќе идеи, предлози, менување. Синдикатот менува закони. Кој досега синдикат сменил закон? Ниеден. Освен Сојузот на синдикати како сојуз, да речеме, го истурка законот за минимална плата и е представник како и другите синдикати во изготвување на законот за работни односи. Ама на крајот ќе излезе законот за работни односи, ќе го направи некој во некоја канцеларија, во Министерството за труд и социјална политика или Министерството за правда, така и ќе појде, ќе се испазарат партиите, ако им одговара, и ќе го донесе. Ми го потврдите претходно она што го кажав, дека многу врева се крева од страна на синдикатите, ама исходот, резултатот некако слаб. Да. Да се навратиме на она што е горлив проблем во моментов, ај што немаме книги, ама децата немаа ни свидетелства, па вчера, завчера, деновиве, изминатите денови му ги даваат свидетелствата. А и денеска ги даваат некои. И денеска ги даваат, колку е тоа нормално, како, да речеме, идните генерации од кои што се очекува сериозност, ќе го сватат ова несериозно однесување на власта. Зошто е тоа така? Родителите се целите збунети, избезумени, некои се срекни поради првачињата, другите се револтирани. Имаше многу голем револт околу, да речеме, електронските, дигиталните учебници, меѓутоа и тие не се спроведоа. Факт е дека не биваше идејата или затоа што, пак ќе речам, немаше кадар. Што е тука помеѓу сега? По однос на свидетелствата, не знам зошто и се креваше таква паника и работи зошто не се дадени и како не се дадени. Мислите дека нема простор за паника за такво нешто? Нема. За свидетелствата сметам дека нема простор за паника од проста причина што оние свидетелства кои требаше да се дадат на време за 4-та година, да речеме, за запишување за запишување во средните училишта и така натаму, тие на време беа дадени. Оние свидетелства кои од прва во втора година во истото училиште, во истиот клас се запишува, јас сметам дека дури нема ни потреба од таква фама кревање свидетелствата брзо сега да се дадат. Тие во тој клас, ако било прво 8 оваа година, второ 8 е до година, трето 8, четврто 8 и така натаму, или четврто 5 одделение или овој клас, така да со истиот класен раководител, ако нема некоја промена, вообичаено нема промени. Мислам, нема големи промени нели во тој дел, така да нема потреба од кревање некоја фама за таквите свидетелства. Она што е за напредок на учениците, матурантите, деветто одделенците, тука нема компромис. Тука мора на време
направа свидетелствата за секој да има време да си конкурира таму каде што сака и така натаму. Ова го спомнувам затоа што имаше многу дискутабилни прашања околу токму пак ќе речам и еве сега печатењето на учебниците, свидетелствата, па тука беа спомнувани разни фирми, заработки, тендери, имало хартија, немало хартија, која фирма ќе го земе почетењето, да. Дури одредени партии сега вината ја префрлаат на ДУИ затоа што нивниот кадар го раководи со овој ресор и велат дека ДУИ ги прави математиките на своја сметка и заработува. Беа споменувани одредени печатници кои што наводно ги спонзорирале изборите и изборните кампањи на ДУИ и сето ова се прави заради нивен профит. Секој учесник од приватна, бидејќи кај нас се приватни компаниите, сега немаме веќе печатници државни, немаме. Како такви, секоја компанија која е учесник на тендер и која добила тендер, е спонзор на избори. Тоа можам да ви го потврдам. Значи, апсолутно, секоја компанија е спонзор на избори. Од каде партиите ви нашле пари за избори? Од членството. Во партиите нема чланарина. Во партиите има донации по разни основи. Ќе ти дадеме да заработиш од овде, ти ќе дадеш донација као во форма на чланарина. Или ќе бидеш член на управен одбор, па 10% од тоа што ќе го примаш од управен одбор месечно, ќе го дадеш во партијата за као чланарина и така натаму. Ајде, кажете ми еден обичен член на било која политичка партија кој има потврда дека платил 10 денари или 120 денари чланарина. Нема. Значи нема. Такво нешто не постои. И према тоа партиите си се снаоѓаат на таков начин. Сакате да кажете дека тоа е случај и овде? Го потврдувате она што претходно го кажавме? Секаде, не само овде. Мислам, не само во образованието, секаде, апсолутно секаде. Секоја компанија кој сака нека ви убедува дека не е тоа така. И печатењето на книгите е поради добивката на тие тендери? Па не печатењето всушност. Не печатењето, мислам. Не знам. Мислам, не можам да навлегувам во сето тоа што и каква е во моментов идејата на Министерството за учебниците. Може би се бара квалитетна печатница. Може би се бара, може би се одлага сето тоа до крајот на првото полугодие да се печатат, да се исправат одредени грешки во учебниците. Не можам да навлегувам во тоа. Тоа си има педагошка служба во Министерството, мислам, како образовна институција, која сите тие работи ги гледа, ги проверува, објавува огласи и така натаму. Како и да е, МОН ја тргна вината од себе и ја префрли на бирото сега за оваквите состојби? Па, ако земете во предвид дека Министерството за образование на Република Македонија е орган кој раководи со образованието. Ама раководи во сите аспекти, од организационен аспект па до научен. Така да, затоа постојат институциите како Биро за развој, Државен испитен центар, Државен инспекторат за образование, педагошка служба и одредени агенции, не знам, агенција за средно-стручно образование, па не знам, за возрастни и така натаму. Има еден куп такви други институции. И во таков случај Бирото за развој е точно најодговорно за учебниците. Затоа што Бирото за развој ги изготвува програмите. А учебник можете да издадете врз основа на одредена програма. Која програма ќе се изучува во 6-то оделение по предметот историја, по предметот биологија, таков и учебник треба да се направи. По предметот информатика, таков и учебник треба да се направи. Ако вие немате квалитетна програма од Бирото за развој, не можете квалитетен учебник да извадите. Ни следува тешка зима. Верувате ли дека образованието, училиштата ќе успеат да се изборат и ќе се снабдат навреме со се она што е потребно во смисла на грејење, топлинска енергија и така натаму, за да се справат со предизвиците, или пак ќе се сведе све на грбот на учениците и хаос кај родителите? Ќе се сведе сега на плачки на одредени градоначалници кон државата, државата кон
градоначалниците, бидејќи образованието е децентрализирано. Основачи на училиштата се општините. На средните училишта во градот е градот Скопје и така натаму. Ако навремено децентрализирано образование со централно финансирање ние. Малце се измешани тука работите и тука имаме проблем колку предходниот градоначалник, предходниот директор, предходниот, нели, се погрижиле да сето тоа навреме го испланираат. Имате општини каде што ги добиваат блок дотациите во доволна мера, не ги употребуваат соодветно за она што е, него за други дупки затнуваат и така натаму, и нема за превоз на наставници, нема за грејење, нема за струја и така натаму. И нека ја следат препораката на Бислимовски. Јас денеска кај вас се качив на 4ти спрат пешки. Лифт не користев, нели? Како и тој што не користи. Така да клима не употребуваме дома. Мислам, ладно ни е, во куќа живеам. Вие веќе започнавте со тие рестриктивни мерки. Да, многу одамна, нели? Многу често по планини шетаме фамилиарно со сопругата, не ни треба разладување во Скопје, така да одамна штедиме ние. Сме присталици на штедењето на електрична енергија, а пак плаќаме по 10.000 денари месечно за пренос на енергија. Благодарам за вашето учество и за вашето гостување во ова интервју. До некое наше следно видување ви посакувам се најдобро и да се надеваме на поконкретни и поголеми успеси во овој горлив сектор. Ви благодарам на поканата. Јас се надевам дека следно некое гостување кај вас или било каде и така натаму ќе зборуваме само за квалитетот на образованието. Другите игри да ги заборавиме. Квалитетот на образованието, ако сакаме да бидеме држава со образование. Останува да се надеваме, како велат, надежта последно умира. Почитувани, мој гостин во ова интервју беше Владо Димовски, представник на Прогресивниот образовен синдикат. Вам ви благодарам за вниманието и секое добро.